Покрај хакираниот систем на ДИК, сите политички партии изјавија дека се победници на овие избори по завршувањето на изборите на 15 јули. Лидерот на СДСМ Зоран Заев неколку часа по изборите пред на собраните членови и медиуми соопшти дека СДСМ и коалицијата Можеме се победници на овие парламентарни избори. Почитувани граѓани, вие сте победници. Денеска концептот парите кај граѓаните го порази концептот обнова на режимот. Концептот на интеграција го порази концептот на изолација. Концептот што влече силно напред го порази концептот што сакаше да враќа назад. Концептот едно општество за сите ги порази лажниот патриотизам, конфликтите и поделбите. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски дури утредента се појави на пресконференција и се прогласи за апсолутен победник. Се тоа ми дава за право дека ВМРО-ДПМН го има најголемиот кредибилитет да се бори за состав на новата влада. Јас го одгледав и господинот Мицковски денеска на Пладне, околу Пладне, кога имаше пресконференција. Они се во истиот еден, како да кажем, во истиот еден пародичен филм дека се победници на изборите, дека они се победници кај македонскиот дел од гласачкото тело, па според тоа се и победници, и според тоа треба да го добијат мандатот, бидејќи нели ќе го отвараат уставот каде што ќе редефинираат дека Македонија е држава на македонците. И заради тоа, како победници меѓу македонците, иако и тие математики се изтресени од рака, се разбира, треба да го добијат мандатот и така, тоа е само кажува дека таму нема да има промени во раководството, дека Мицковски не е во дури ако не формира влада, дека не е во ситуација да си поднесува оставка. Овие избори ќе бидат запаметени по тоа дека сајтот на Државната изборна комисија беше хакиран и конечните официјални резултати се објавени дури по 10 дена по завршување на изборите. Техничките проблеми кои што се појавија во текот на објавувањето на резултатите никогаш не влијаат на утврдувањето на резултатите, нити влијаеле. Броењето на резултатите не треба да се правиме дека сега првпат воочуваме дека броиме резултати рачно на секое избирачко место. Тоа го правиме наназад децении. Така што, доколку се покаже дека Македонија била цел на таков напад, а јас не сум сигурен дека тоа може Македонија да го направи, но не заборавајте, канцеларијата на НАТО, односно американската амбасадорка во Виена, 3-4 месеци извести дека во Македонија е направен НАТО Сайбер центар за одговор на хакерски напади. Така што јас мислам дека Македонија го нема тој капацитет да влезе во истрага и разобличување на евентуален таков хакерски напад, но мислам дека оние друг тип на одбрани, бидејќи Македонија за среќа и членка на НАТО, ќе биде важно да се види што и како се прави. Во меѓувреме, среќната околност е што Македонија не е Америка, па кога ќе ви направат хакерски напад, немате потреба да преброите милион гласачки места, туку веќе ДИК ги пребројува хартиените записници, кои инаку ги имаат и сите партии кои учествуваат на изборите. Мицковски истакнал дека нема да бара оставка од председателот на ДИК Оливер Дерковски, бидејќи добро си ја работел работата. Видете, ние не сме разговарале за оставка на председателот на Државната изборна комисија од проста причина што цениме дека досега во рамките на неговите овластувања одлично се ја врши својата работа. Лидерот на Левица Димитар Апасиев, откако беше јасно дека ќе влезе во собрание, на својот Facebook профил најави дека сите ќе ги стрела. Политичкиот аналитичар Сашо Ордановски истакнал дека Левица искористи приликата да се промовира како радикална десница. И кога ќе го видите слоганот на Левица, вчера баш и сме како го коментиравме, а тоа е државата и народот, не знам што, се практично идеолошки компоненти кои немаат врска со Левица и кои што имаат врска напротив со десница, и тоа онака баш една тврда десница, а заради настапите на нивниот председател и би се рекло една радикална десница. Значи, господин Тапасиев, кој најверојатно ќе влезе во парламентот, искористи прилика да се промовира за овие избори како еден исклучително радикален и онака нихилистички национал-социјалист по своите идеолошки сваќања. Аналитичарот Висар Адеми истакна дека дуи со идејата за албанец премиер ја постигна целта, за да не се зборува за криминал и корупција.
Сите се фатија за албанскиот премиер и албанските партии и македонскиот блок, не може ова и се изгуби таа суштина која што тоа беше целта на ДУИ, да се изгуби суштината, да не разговараме, да не бараме одчет од нив ние што е сработено и што е направено. Професорката Јасна Бачовска на панел дискусијата на Цивил истакна дека на овие избори преовладуваше црната кампања. Некои теми беа пак доволно силни како пропаста на СЈО, коруптивните афери да ја тргнаат економијата како тема, нели? И повторно да живееме во таа исполитизирана аура на небулози. Многу ми е криво што опозицијата во оваа кампања не спогна снага во таа грда и црна кампања што ја водеше, да најави некаков политички дисконтинуитет и да артикулира со некои нови имења од своите кадровски капацитети, да направи некој дисконтинуитет од тоа 10-годишно владење на Груевски власт, што изгубија на скандалозен начин. Општа оценка на Цивил за изборниот процес е дека имавме слободни и безбедни избори, додека проблемот на ДИК со резултатите фрла огромна сенка врз процесот. Општа оценка на изборниот процес според првичните резултати од обработените досега извештаи од мониторингот на Цивил е дека имавме уште еден деликатен, но успешен, односно недовршен поради ДИК, демократски, слободен и безбеден изборен процес во Република Северна Македонија. Им честитаме пред се на граѓанките и граѓаните за високата свест и политичката култура, како и за почитувањето на здравствените протоколите за заштита од коронавирусот. Сепак, денот беше исполнет со тензии на повеќе места низ земјата, како и со голем број помали или поголеми пропусти, намерни или ненамерни, но и нерегуларности. Државната изборна комисија ги отфрли сите приговори на политичките партии, но кој ќе формира влада и кој ќе биде навистина апсолутен победник на овие избори, ќе видиме во наредниот период.